Кратки најави за денес. Охридските неврохирурзи изведоа неколкучасовна успешна операција. Висока искористеност на оперативниот план за самовработување во општина Охрид. ТВМ, телевизија и граѓаните успешно решаваат децениски горливи проблеми во регионот. За утре се подготвува предупредувачки штрајк на матичните лекари. Ескалира ситуацијата во Украина. Со содржините на дневникот започнуваме повременската прогноза. Гледајте не. Во Охрид е смагловито и облачно утро, во текот на денот претежно сончево време со локална облачност и потопло со надпросечно високи температури за овој период од февруари, со максимална од 11 степени Целзиусови. Во петок над северозападна и северна Европа нестабилно со врнежи од дожд со засилен ветар со удари до 100 км на час. Во останатите делови од стариот континент стабилно со сончеви периоди и релативно топло. Утре на Балканскиот полуостров времето сончево со локална облачност и релативно топло за февруари. Максималните дневни температури од 10 до 16 степени. Во Македонија во петок студено утро со пат на утринските температури. Ке бидат во интервал од -3 до +5, а во текот на денот сончево и надпросечно топло време. Максималните дневни од 9 до 17 степени Целзиусови. Во Охрид во петок студено утро, температура 1 степен над нулата, а во текот на денот сончево и топло. Максималната 11. Во сабота студено утро, температура од -1, а во текот на денот сончево и топло, со дневна температура до 12 степени. Во недела не очекува умерено облачно време со сончеви периоди, температура до 9 степени, а во понеделник умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд. Ке биде топло со измерени 10 степени Целзиусови. Атва Хоум Центар на нова локација. Во новиот продажен простор уште поуспешно ја остваруваме нашата мисија на едно место да обезбедиме широка понуда на производи кои ќе го подобрат и разубават вашето секојдневие. Уредете го вашиот дом, деловен простор или градина без да го оптоварите домашниот буџет. Купувајте по најпристапни цени и со постојани промотивни акции. Во нашиот салон ќе ги пронајдете најубавите и најкреативни подароци за секоја пригода. Атва Хоум Центар. Вашите омилени зрнести и јаткасти производи, сушено овоше и здрава храна од брендот Бако во Охрид и Струга. Пробајте го и чоколадниот асортиман од наше производство, како и турската делиција Локумот. Освен во нашите продавници, дел од палетата на производи од Бако можете да најдете во маркетите. Стокомак, Гега, Кам, Нето, Бабуш, Миса и други маркети. Вкус што не се заборава. Бако во Охрид и Струга. Кебапчилница Вкусно, едно од омилените места на странските туристи во Охрид. Вкусете ја најдобрата скара на жар во старата чаршија. Организираме фамилиарни веселби по повол Вкусно.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Неврохирурзите во специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо започнаа со изведување на сложени оперативни зафати со неврохируршки оперативен микроскоп. Пациентите нема да патуваат во Скопје, во странство или во приватните болници. Првата успешна операција, која траеше околу 3 часа, беше изведена пред неколку дена врз 73 годишна пациентка на која ѝ беше отстранет длабок мозочен тумор. Специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо Охрид доби оперативен неврохируршки микроскоп, со кој пред неколку денови беше изведена првата успешна операција на тумор на мозок. Со новата апаратура, двајцата неврохирурзи, доктор Митре Милошевски и доктор Мичо Мичуновиќ, ќе изведуваат сложени оперативни зафати за кои претходно пациентите се препраќаа во Скопје. Првата успешна операција, која траеше околу 3 часа, беше изведена врз 73 годишна пациентка на која и беше отстранет длабок мозочен тумор. Беше пациентка 73 годишна со длабок мозочен тумор кој што притискаше и до мозочно стебло, значи интервенција која што фактички без оперативен микроскоп сега во современо време не може да се изврши. Ние такви случаи досега ги праќаме во Скопје, одеа по странство, одеа по приватните болници, сега за нашиот регион, за нашиот крај, па и за цела Македонија такви интервенции ќе се изведуваат, се надеваме без проблем во нашава болница. Сега неврохирургијата, знаете, напредна е, прилично напредна и фактички без таков оперативен неврохируршки микроскоп не може да се замислат вака сложени оперативни зафати. Особено сложени оперативни зафати на мозокот, сложени оперативни зафати на периферните нерви, сложени оперативни зафати на вратна кичма. При изведбата на првата операција со неврохируршкиот микроскоп покрај неврохирурзите од Охрид присуствуваше и поранешниот министер Венко Филипче. Тој им даде насоки и инструкции на колегите како да го користат новиот апарат. Не престана да работи за време на пандемијата. Ние ги почитуваме комплетно сите протоколи и ден денес ги почитуваме сите протоколи, значи пациентите што доаѓаат кај нас мора прво да бидат тестирани, па потоа одат во изолација, чекаме тест, па потоа одат во соби, оттаму одат на интервенција оперативна и се заминуваат дома, значи комплетно со почитување на сите протоколи. Во специјалната болница за ортопедија и травматологија се лекуваат пациенти од целиот југозападен регион. Само лани во време на пандемија беа извршени 100 неврохируршки оперативни зафати. Моментално десетина пациенти се на листата на чекање за изведување на сложена операција со новиот оперативен неврохируршки микроскоп, која е донација од Клиниката за неврохирургија Скопје. Над 90% е искористен оперативниот план за самовработување во земјава за минатата година. Во Охрид најмногу се искористени средства за самовработување во услужните дејности. Охрид и Струга имаат најмала стапка на невработеност по градови во земјава, кажа директорот на Републичката агенција за вработување, кој дојде во работна посета на двете општини. Анализите за реализација на оперативниот план за самовработување во земјава покажуваат висока искористеност. Македонските граѓани искористиле 94,6% од средствата за ова намена во висина од 1,5 милијарда денари, информира Беки Мурати, директорот на Агенцијата за вработување. Најголема заинтересираност кај невработените лица имало за мерката самовработување. 1800 лица успеале да отворат нови фирми, да опстојат и да се развиваат. Директорот Мурати напомена и дека во Охрид има добра искористеност на оперативниот план за самовработување. Охриѓани исто така покажале голем интерес за мерката самовработување, но и за останатите мерки како што е субвенционирање на плати. Во однос на реализацијата мора да напоменам дека во минатиот оперативен план беа вклучени 227 лица, од кои 78 во делот на самовработување, односно 78 невработени лица отворија свој приватен бизнис, 55 невработени
во основна субвенционирање на плати, 16 вработување на раст и правни субјекти, 5 обука за побарувани занимања, 5 исто така за IT вештини и 67 во практиканство. Општина Охрид и Струга имаат најмала стапка на невработеност по градови во земјава, покажува евиденцијата на Агенцијата за вработување. На евиденција на Охридскиот центар за вработување се регистрирани 3403 лица активни и 1827 пасивни баратели на работа. Од оперативниот план за вработување Охриѓани искористиле најмногу средства за само вработување во услужните дејности, напоменува Елведина Дика, директорка на Охридскиот центар за вработување. Врз основа на апликациите кои што се реализирани за 2021 од 40 фирми кои што се отворени во Охрид се бутик, значи козметички салони, фризерски салони и ресторани, пицерија. Знаејќи каков е уствари градот, туристички град, тие се и дејностите. Тие се и побараните занимања во општина Охрид и Струга. Агенцијата за вработување продолжува со обезбедување средства за само вработување и за оваа година. Обезбедени се 1,7 милиарди денари со кои ќе бидат опфатени сите мерки за само вработување. Конкурсите се очекува да бидат објавени на почетокот од месец април. ТВМ телевизија и граѓаните успешно решаваат горливи децениски проблеми во регионот. Вие пријавувате, ние регистрираме на терен и објавуваме, а надлежните преземаат конкретни мерки и чекори. Со големиот број на граѓански пријави во рубриката Ти си твојот град, успеавме да ги подобриме состојбите на оние кои живеат на маргините, на граѓаните кои се соочуваат со секојдневни проблеми од сите сфери на општествениот живот. ТВМ телевизија и граѓаните успешно решаваат горливи децениски проблеми во регионот. Вие пријавувате, ние регистрираме на терен и објавуваме, а надлежните преземаат конкретни мерки и чекори. Впрочем, тоа е и целта на нашата рубрика Ти си твојот град. Заедно да бидеме коректор на власта, заедно да ги подобруваме состојбите во општеството. Ефектот од граѓанската иницијатива е голем. Со големиот број на граѓански пријави во рубриката Ти си твојот град, успеавме да ги подобриме состојбите на оние кои живеат на маргините, на граѓаните кои се соочуваат со секојдневни проблеми од сите сфери на општествениот живот. Изминативе месеци, откако започна со работа рубриката Ти си твојот град, заедно успеавме да решиме повеќе локални проблеми. Граѓаните пријавија диви депонии, ние објавивме, а надлежните ги исчистија. Пријавија раскопани улици, ние објавивме, надлежните асфалтираа. Пријавија руинирани кујки, ние објавивме, надлежните презедоа мерки за санација и безбедност на минувачите. Засегнати граѓани пријавија недостиг на дневен центар за деца со церебрална парализа. Ние објавивме, а општината додели простор за ваков центар. Жители на Стар град пријавија оштетени канализациони цевки над античкиот театар. Ние објавивме, надлежните ги санираа. Решававме дел од сообраќајните проблеми, проблеми на лицата со попреченост и ги поттикнавме надлежните да преземат мерки. Со наше посредство ги поттикнуваме институциите да реагираат. Биди и ти дел од Ти си твојот град, рубрика преку која заедно со граѓаните ги лоцираме и адресираме до надлежните сите проблеми, лоши практики и однесување во секој дел од општините Охрид, Струга, Вевчани и Дебарца, а воедно оддаваме признание и пофалба на добрите, позитивните, корисните, креативните примери од сите сфери на општественото живење во заедницата. Одговарајте на нашите анкети и прашалници. Пријавувајте лоши практики, однесување, непочитување на законите, криминал, корупција, недоследности, предизвици, секојдневни проблеми од општественото и социјалното живење. Нашиот тим секојдневно ги разгледува вашите пријави, заедно истражуваме и бараме решенија. Од утре започнува скрининг на учениците за тоа како се пренесува COVID-19 во основните училишта.
Основците ќе бидат тестирани во училиштата. Од денес пак препораките за лекување на COVID-19 се достапни на сајтот на Министерството за здравство. Комисијата за заразни болести донесе заклучок внимателно да се следи и анализира состојбата во училиштата и доколку се утврди било какво зголемување на бројките помеѓу учениците во однос на новозаразени, да се направат скрининг тестирања во училиштата со цел да се утврди реалната состојба и опасноста за поширока трансмисија на вирусот помеѓу учениците. Токму, поради тоа, од утре започнуваме со скрининг во основните училишта, каде што бројката на новозаразени е зголемена. Во средните училишта таква состојба немаме. Таму за сега епидемиолошката состојба и согласно извештаите на Институтот за јавно здравје е стабилна. Скринингот ќе се одвива во училиштата. Значи, родителите кои во текот на денешниот ден добиле изјава за согласност дека се согласуваат да нивните деца да бидат тестирани со брз тест, ќе бидат тестирани во училиштата, нема потреба да ги носат во центрите за јавно здравје како што првично планиравме. На овој начин сакаме да им олесниме достап до тестовите и тоа да биде со минимум компликации по нив. Од денес препораките за лекување на COVID-19 за кои што многу зборувавме во изминатиот период се достапни на сајтот на Министерство за здравство и се достапни за сите лекари вклучени во лекувањето на COVID-19. Во некое претходно излагање јас кажав дека препораките кои ги викаме некогаш и протоколи се постојат, се достапни, но имавме проблем со нивната дистрибуција. Денес со обелоденување нивно на сајтот на Министерството за здравство и споделување на информацијата до сите лекари, ги правиме достапни информациите базирани на докази со цел да направиме, да овозможиме еден поусогласен пристап до сите пациенти со COVID-19. Матичните лекари утре не планираат да издаваат рецепти ниту упати од мој термин, додека ќе примаат само итни случаи. Велат дека итно бараат основен пакет на услуги за пациентите, зголемување на капитацијата, како и да нема казни за матичните лекари за административни пропусти во пандемија. Матичните лекари за утре организираат предупредувачки штрајк за да алармираат за проблемите и потешкотиите со кои секојдневно се соочуваат. Утре не планираат да издаваат рецепти ниту упати од мој термин, додека ќе примаат само итни случаи, информираат од Сдруженијето на приватни лекари на Македонија. Матичните бараат и воведување на минимална партиципација. Од Сдруженијето предлагаат да се плаќа 50 денари за прв влез во месецот, а останатите прегледи да не ги плаќа пациентот. Има многу региони во кои нема матични лекари и ако продолжи ваквата политика на фондот кон проблемите во примарното здравство, ќе се затворат уште повеќе амбуланти, што не е во прилог на нашиот народ и неговото здравје, објаснува доктор Лилија Чолакова-Дервишова, председателка на Сдруженијето на приватни лекари, под чија капа се голем број од матичните. Мора да се определи што му следува на пациентот за капитацијата што ја добиваме секој месец. Лекарите не може да издржат финансиски, сега добиваат и огромни сметки за струја, а капитацијата не е зголемена од 2018, изнесува 63 денари за пациент. За 2 децении капитацијата е зголемена за 40%, а за споредба цената на горивото е зголемена за 160, а на храната за 135, истакна Чолакова Дервишова. За утре матичните лекари имаат закажано средба со заменик министерот за здравство Владимир Рендевски, а очекуваат да ги повикаат на средба во Фондот за здравствено осигурување. Поради изведување градежни работи на булеварот Македонски просветители во Охрид, СВР Охрид информира дека во наредниот период на сила ќе биде изменет режим на сообраќај. Имено, сообраќајот по булеварот Македонски просветители ќе биде дозволен од пресекот со булеварот Туристичка до пресекот со улицата Димитар Влахов, од каде во двонасочен правец ќе се одвива до пресекот со улицата Новопроектирана. Сообраќајот по Новопроектирана ќе биде еднонасочен до пресекот со улицата Партизанска. Апелираме до возачите на моторни возила и другите учесници во сообраќајот да се придржуваат до сообраќајната хоризонтална и вертикална сигнализација, која веќе е поставена на посочените коловози и да се придржуваат до насоките на полициските службеници.
Од петок време на измена на сообраќајот на патот Подмолје-Охрид. По завршувањето на градежните работи, повторно сообраќајот ќе биде воспоставен во првобитна состојба. Поради изведување градежни работи на новиот автопат Кичево-Охрид, од утре ќе има дислокација, односно пренасочување на сообраќајот на потегот од Подмолје до Охрид во должина од 6970 метри, информираат од компанијата главен изведувач на патот Sinohydro Corporation Limited. Од компанијата посочуваат дека на оваа делница од патот ќе се изврши измена на сообраќајот и пренасочување од лева на десна коловозна лента во правец кон Охрид и дека по завршувањето на градежните работи повторно сообраќајот ќе биде воспоставен во првобитна ситуација. Во овој период ќе се превземат сите неопходни мерки за обезбедување и регулирање на сообраќајот, согласно сообраќајното решение за времена измена на режимот, појаснуваат од кинеската компанија. Од градски гробишта Охрид ги известуваат сите физички и правни лица кои имаат долг кон јавното предпријатие по било кој основ да го подмират истиот. Доколку не го подмират во целост, најдоцна до 31 март 2022 година ќе се пристапи кон преземање на соодветни правни дејствија. Кривична пријава за охриѓанец за сторени кривични дела, несовесно работење во службата и измама во службата. ЦВР Охрид поднесе кривична пријава против 42 годишниот Ана од Охрид поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, несовесно работење во службата и измама во службата. При вонредна контрола во јавната здравствена установа Општа болница од Охрид, извршена од финансиски контролори од Фондот за здравствено осигурување, било констатирано дека Ана во својство на секретар во Општата болница Охрид со цел за себе да прибави противправна имотна корист, на предпоставениот директор му поднел лажна документација со пресметки на плата и исплатни листи за периодот од 1.1.2019 до 31.10.2021. При тоа лажно прикажал повисоки коефициенти за пресметана месечна плата за себе, лажно прикажувајќи се како самостоен стручен соработник, дипломиран правник со правосуден испит, лажен, неоснован коефициент за раководење и одговорност кој самиот си ги одобрил. Врз основа на тоа му биле исплатени повеќе средства во износ од 77.357 денари. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Инциденти со гранатирање се забележани утринава во источна Украина, соопшти ОПСЕ. Украина тврди дека нападот го иницирале руски сепаратисти, а сепаратистите тврдат дека биле нападнати. Бунтовниците поддржани од Русија во источна Украина ги обвинија владините сили на Киев дека користат минофрлачи за да ја нападнат нивната територија, прекршувајќи ги договорите за ставање крај на конфликтот. Од друга страна, официјален представник на операцијата на Сдружените сили на Украина изјави дека врз нејзините војници било пукано, но не возвратиле. Армијата тврди дека е погодена градинка. Портпаролот на Владимир Путин Дмитрий Песков изјави дека ситуацијата ескалира во регионот на Донбас и се осврна на огромниот ударен потенцијал на украинските сили. Невремето и ленија во текот на ноќта ја погоди Германија, особено северните и источните делови, а зад себе остави паднати дрвја, уништени покриви и куќи, откажани се бројни летови, а во неколку сојузни држави е прекинати железничкиот сообраќај. Германската метеослужба се до вечерва издаде црвени предупредување за северот на земјата, а најавуваат и можности за торнадо. Во планините на Харц е измерен удари на ветар од 152 км на час. Направени се големи штети во Долна Саксонија и Бремен на автопатот кај Вест-Ворлендинген. Возач на камион удрил во паднато дрва, но за среќа не е повреден. Како мерка на предпозливост, Луфтханза откажа 20 летови, а на патниците им се препорачува да го проверат статусот на нивниот лет на веб страната на авиокомпанијата. Според операторот, врските со Берлин, Хамбург и Минхен биле погодени во Франкфурт. Скандал во Европскиот парламент во Брисел предизвика бугарскиот европратеник Ангел Џамбаски, десничар од партијата на Красимир Каракачанов, кој поздрави со Хайл Хитлер кога излегуваше од салата. Остри реакции пристигнаа од Брисел. Председателката на Европскиот парламент Роберта Мецола рече дека фашистичкиот поздрав во Европскиот парламент е недозволив секогаш и секаде. Францускиот државен секретар за европски прашања, присутен во пленарната сала во Европарламентот во Страсбург, го нарече гестот на Џамбаски скандалозен и шокантен. Фактот што некој не се согласува со вас не значи дека е нацист.
Се извинувам ако моето невино мафтање навреди некого, се огласи Џамбаски на Твитер по скандалот. 13 лица загинаа, сите жени и деца откако паднале во бунар за време на свадбена прослава во Северна Индија. Соопштија денес официјални лица. Жртвите стоеле на метален лим што го покривал бунарот, гледајќи церемонија халди, еден многуте ритуали кои се дел од хинду венчавка за време на која куркума се мачка на невестата и младоженецот. 11 од нив починале на лице место, 15 се спасени, а на 2 лица им подлегнале на повредите во болница. Но кружната администрација ќе направи се што е можно да им помогне на повредените и на семејствата на починатите, изјави премиерот Нарендра Моди. Заврши првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Довидување.